Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Многу членови на ВМРО-ДПМН секојдневно се повеќе препознаваат нашата чиста намера и масовно се приклучуваат кон иницијативата за реформи. Веќе имаме подпишано илјадници изјави за прифаќање на декларацијата за демократизација и модернизација на ВМРО-ДПМН. Тоа значи дека членовите бараат суштински промени во функционирањето на партијата и промена на политиките. Сите ние членови, но и симпатизери и граѓани бараат нов правец по кој ќе се движиме како политичка сила и како држава. Денес, пред македонската јавност, објавуваме документ од големо значење и за нас како иницијатива, и за ВМРО-ДПМН, и за Република Македонија. Ние, членовите на внатре-партиската иницијатива за реформи во ВМРО-ДПМН, ви ја презентираме декларацијата Европско ВМРО-ДПМН за Европска Македонија. Оваа декларација ги поставува темелите на новото, реформирано и подобро ВМРО-ДПМН. Сите натамошни действувања, програми и конкретни проекти ќе се темелат на принципите содржани во оваа декларација. Првиот столб е одговорно управување. Правиме голем исчекор кон иднината со тоа што ги отфрламе термините власт и владење. Никој никого не може да владее, ниту да воспоставува власт. Сите граѓани во Република Македонија се еднакви, наместо тоа воведуваме одговорно управување како термин и начин на работа кој подразбира целиот капацитет што го има партијата да се стави во служба на граѓаните. Вториот столб е личната слобода и слободата на општеството. Веруваме дека државата има единствена улога да создаде услови кои ќе овозможат на индивидуата да го реализира својот потенцијал. ВМРО-ДПМН ќе се бори ревносно за целосна слобода на говорот, слобода на медиумите, слобода на критична мисла и слобода на изразувањето. Третиот и многу битен столб е градење на култура на законитост. Владењето на правото, како императив во демократска држава, подразбира многу повеќе отколку почитување на законите. Тоа значи и развиена свесност за потребата од општеството во кој ќе се почитуваат и спроведуваат законите, но пред се закони кои ќе бидат праведни и правични, а нивно спроведување ќе биде ефикасно и неселективно. Уставниот поредок мора да биде почитуван и врз истиот да се гради систем кој ќе значи еднаквост на сите граѓани пред законите и ќе гарантира фер постапки пред судовите. Четврто, политички диалог. Заедничка одговорност на сите политички партии и други чинители во општеството, како што се граѓански организации, е да има отворен диалог во кој ќе се разменуваат мислина и ќе се одвива надпревар за тоа што е најдобро за граѓаните. ВМРО-ДПМН ќе биде доверлив партнер и конструктивна сила со висок капацитет, без разлика дали во позиција или во опозиција. Веруваме дека сите заедно треба да градиме диалог и дискусија во интерес на напредокот на Република Македонија. Петто, интеграција во Европска унија и НАТО алијансата. Република Македонија припаѓа во европското семејство. Статутарната определба на ВМРО-ДПМН за интеграција на Република Македонија во Европска унија и НАТО е врвен приоритет при утврдување на политиките и носењето на одлуките. Вклучувањето во ЕУ и НАТО се долготрајни процеси кои барат вистинска посветеност, поради кои што ќе вложиме целиот наш капацитет во што побрзо и поквалитетно исполнување на критериумите за членство. Шестиот столб е економскиот развој. Добриот живот на граѓаните подразбира развиена и стабилна економија, сигурност на бизнисот, гарантирана од државата, воспоставување на партнерски однос помеѓу државата и приватниот сектор. Ќе продолжиме да ги промовираме политиките на ниски даноци, дерегулација на стопанството, поттикнување на претприемаштвото и подобрување на стандардот на граѓаните. Службите на државата треба да имаат повеќе корективна и поддржувачка улога, а помалку казнена. Република Македонија ќе има одговорно трошење на јавните финанси, сеопфатно стратешко планирање, сериозна буџетска контрола и буџетска дисциплина. Седмата точка се образованието и културата. ВМРО-ДПМН постојано ќе вложува во подигање на нивото на образованието на сите нивоа, да ги задржиме младите квалитетни образовани кадри да работат во Република Македонија, да им отвориме шанса, а тоа ќе значи да ќе работат за напредокот на Република Македонија. ВМРО-ДПМН ќе биде заштитник на богатото културно наследство кое е препознатливо и автентично во светот, а воедно и развивање и негување на културата во сите нејзини сегменти. Последна, 8 точка се однесува на здравството и животна средина, можеби најважно. Не смее да има никаков компромис и отстапки во создавање на здравствен систем кој ќе обезбеди грижа за сите, како и здрава животна средина која е предуслов за подобар квалитет на живот. Спрема животна средина ќе градиме однос како на неопходен потребен ресурс, кој треба да се зачува со цел да имаме подобар живот за сите и истовремено да придонесеме кон глобалните предизвици во оваа област. Нема да има дилеми за врвните приоритети, како тоа дека секој граѓанин на Република Македонија заслужува да дише чист воздух и да има чиста и здрава животна средина. Овие се столбовите кои ќе ги носи промените во Република Македонија, да стане европска држава,
како во смисла на интеграцијата во Европска унија, така и во поглед на вредностите кои ги негува и квалитетот на животот што ќе овозможи за граѓаните. Ова е нашата визија тоа какво ќе биде реформираното ВМРО-ДПМН, кој ќе работи исклучиво во интерес на граѓаните. Убедени сме дека реформирано со вакви вредности ВМРО-ДПМН ќе добие поддршката од мнозинството граѓани во Република Македонија за неговиот пат кон подобар живот за сите граѓани. Европско ВМРО-ДПМН ќе значи и Европска Македонија, таква како што сакаат да ја видат сите граѓани. Тоа е денешното обраќање. Сакавме со оваа декларација да направиме јасна разлика помеѓу политиките на реформираното ВМРО, кои политики ќе носат прогрес и развој на Република Македонија, и политиките на актуелното раководство на ВМРО-ДПМН, кои се веќе минато и кои што политики го донесоа ВМРО и Македонија до целосна изолација. Тоа беа политики на барање на дворешни и внатрешни непријатели на Република Македонија, политики на ширење на анти-ЕУ и анти-НАТО пропаганда, политики на лажен патриотизам и политики на креирање на лажни вести, како што ги нарекува претседателот Трамп фейк ньюс, со цел да се шири параноја и страв кај македонските граѓани. Ние треба да расчистиме со тие политики во ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН мора да понуди нови политики кои што ќе значат додатна вредност за граѓаните во Република Македонија. Треба на сите да ни биде јасно, посебно на членовите на ВМРО-ДПМН. Доколку ВМРО-ДПМН не се реформира, ВМРО-ДПМН никогаш нема да се врати на власт. Ние имаме лидер со одземен пасош, изолиран меѓународна заедница и човек кој што се водат судски постапки за него. Со кој капацитет ќе го води ВМРО-ДПМН во иднината? И како ќе настапи на овие локални избори со тие товари кои што ги носи и за него и за партијата. ВМРО-ДПМН треба и мора да се реформира ако сакаме да одиме напред, ако сакаме да изградиме политики силни кои што ќе му овозможат на следните парламентарни избори ВМРО-ДПМН повторно да добие довербата на граѓаните и да ја формира новата влада. Толку јас имав како изјава. Сега секој што сака да постави прашање, ве молам. Вака се, ние за секоја пресконференција испраќаме покана и до ВМРО-ДПМН. Нивна е одлука дали ќе дојдат или не. Ние во тоа не може да се мешаме, тоа се нивно. Да, запознаени се. Вака, за локалните избори, знаете, ние сме пред се внатрепартиска иницијатива. Ние ја започнавме оваа иницијатива со крајна цел демократизација на ВМРО-ДПМН. Нас ни е целта партијата да ја демократизираме, да си ја вратиме на членовите. Затоа што последниве неколку години е целосно узурпирана и не постои никаква внатрепартиска демократија. Кога ја почнав иницијативата, ниту ги имавме на ум локалните избори, ниту ни беа фокус во нашите размислувања. Така и сега. Ние нашата иницијатива пред изборите, за време на изборите и после изборите ќе ја продолжиме се до конечно постигнување на целта, а тоа е демократизација на партијата. Нас едно друго не загрижува, што повторно и овие локални избори без никаква внатрепартиска демократија и во една нетранспарентна постапка се номинираат кандидатите на ВМРО-ДПМН, без да се почитува волјата на базата на партијата, на членовите на партијата. Наводно се вршеле некои анкетирања. Кој ги вршил тие анкети? Кој е била целната група? Дали тие анкети се веродостојни? И дали тие се доволен фактор да кој да биде кандидат на ВМРО-ДПМН? Дали тој кандидат има поддршка во базата? Тоа се прашање кои што нас не загрижува и кои што покажува дека нашата иницијатива е целосно оправдана и уште повеќе потврдува дека на ВМРО-ДПМН му треба целосна демократизација. А за локалните избори се уште во штабот се разговара, има неколку предлози, ќе излеземе со став кога ќе биде изграден. Не, ние не почнавме иницијативата да бидеме кандидати на општини или на локални. Ние ја почнавме иницијативата да ја демократизираме партијата. Нашата иницијатива ние започнавме со цел демократизација на партијата. Бидејќи партијата беше узурпирана последните неколку години и автократски се владееше со ВМРО-ДПМН.
Како што ви кажав, значи се во штабот има различни предлози, се уште не е дефиниран конечен став, веднаш што ќе излезе, ќе го дефинираме ставот, ќе излеземе пред јавноста. Јас за прв пат за тоа дознав од јавноста од пред некој ден. Па треба институциите да испитаат дали тоа било спроведено законска постапка и дали е тоа законски. И ако не било законски, се знае, институциите треба да се реагираат на соодветен начин. Ако е тоа вистина, тогаш се знае кои се последиците и кои постапки треба да се преземат. Јас прв пат дознав за тој настан пред од јавноста кога се соопшти во јавноста. Се залага за слобода на изразување. Само на одредени луѓе или на сите? Еве, на секој. На секој. А за сега се уште не тоа реформирано во на власт. Затоа може секој. Значи, според вас, слобода на изразување има најверојатно само на телевизија? Не, сите ќе имаат. Значи, кажавме, ние, нашиот концепт е унапредување на индивидуалните права на секој граѓанин во Република Македонија. И така да ова, не знам, прашањето не го разбирам, да ви кажам искрено. Например? Не, уште еднаш ако може, пошто ви ги подготвиле, гледам таму читате. Не битно, може сам ги напишат. Не, добро. Појдете, кажете. Појдете. Зборам за национална база пилот, лично јас, дека не треба јас да се мешам тука, не треба на друго место да се мешам, пошто не сум дека. Не е така. Ја не знам од каде тој. Не е така како. Значи, ние, тоа е целосно неточно што го кажувате. Значи, ние стварно се залагаме на слобода на говор, слобода на медиумите, слобода на критичка мисла и ние тоа ќе го докажеме и ќе го покажеме. Да, слободно. Значи, секој збор што го кажуваме, знаете како е. Секој збор е товар на секој човек што ќе го каже јавно. Тој товар нас ќе не следи континуирано во животот. И затоа извадивме оваа платформа, оваа декларација, се извинувам, за Европско ВМРО, за Европска Македонија, тоа ќе биде нашиот устав. Од таа декларација во иднина ќе се креираат сите политики на идното реформирано ВМРО ДПМН. Треба пак да го Јас пак ќе го повторам истиот став, значи во штабот се разговара, има повеќе предлози, сериозно се разгледуваат сите варијанти. Првиот момент кој ќе имаме дефинитивен став ќе ја соопштиме на јавноста.